Добар ден, драги гледачи. Денес се наоѓаме во студиото на Нов Пасно, каде што со нашиот драг, ценет и почитуван професор доктор Зоран Крстевски. Денес ќе зборуваме на теми од астрологијата, а особено за астролошкиот знак на рак. Имено нашиот професор доктор Зоран Крстевски исто така е астролог и писател на 13 книги од областа на астрологијата, психологијата и етиката. Добар ден, професоре. Добар ден. Дали може да позборуваме нешто да кажеме околу позитивните и негативните страни на астролошкиот знак на рак? Најме, тој позитивни страни се дека голем интуитивец, има јака интуиција, голем емпате, меѓутоа на моменти емоциите може да му представуваат пречка, иако некојаш и ги пренагласува. Исто така, јака страна им е комуникацијата, меѓутоа некојаш може да западнат да не бидат толку комуникативни. Тие поседуваат оклоп како символ, некогаш може да се повлечат и оклопот да им представува како пречка да бидат изолирани, а некогаш па оклопот може да има на некој начин позитивна улога да ги заштитува од некои си надворешни негативни влијанија. Дали може нешто повеќе околу овие работи? Па добро, тој емоционален оклоп, они го поставуваат токму заради чувството на лесна навредливост. Затоа што нели луѓето понекогаш знаат да бидат многу груби, многу остри и на некој начин да ги повредуваат другите. Сега ракот се штити себе си со тоа што поставува одреден зид, не дозволува секој да приде во неговата интима. И така треба да биде, бидејќи ти се нагласено чувствителни, ранливи. Секој збор, секоја сугестија, посебно ако е недобронамерна, може да ги погоди. И тоа да си го носат во себе си. Затоа ракот е и знакот на сентименталност или на минатото. Ако некој се преокупира со минатото, тоа е јарецот и ракот. Тие ја поставуваат онаа оска. Јарецот е малку потврд, покрут, подисциплиниран, посериозен, а ракот е поемотивен, подложен на променливи расположенија. И сега во тој поглед и така треба да прави ракот, да се штити себе си. Видите, ова денешно време стана време на многу груби постапки. Луѓето не внимаваат на другите и рибите и раковите тука најмногу страдаат, бидејќи тие се зодијачки знак на емоциите. За разлика од девицата, например, која е зодијачки знак на рациото, или пак близнаците, кои што се малку по ветропиристи и тие може нешто ќе им се залепи, а нешто ќе го, што се вели, ослободат од себе си и ќе продолжат напред да се движат. Но кај ракот се лепи. Се лепат нештата од детството, од семејството. Имало навреди, имало повреди, имало грубост, имало неубави работи, имало губитоци. И ракот сето тоа си го става во себе си. И кај него подсвеста многу силно влие. И затоа тие понекогаш се и хипохондри. Знаат да имаат стравови од болести. Дека може да настрадаат, дека некој ќе ги остави. И ако еден зодијачки знак има најголем страв од напуштање, тоа е ракот. Затоа што гледате, тој се врзува. Значи, он тешко прифаќа, но ако ќе те прифати, тога си прифатен. Од другата страна, кај него семејството, домот се клучниот фактор. Многу е битно каква е атмосферата во домот. Колку е средено, дали е растурено, дали има непријатни ситуации, дали има губитоци, дали има несигурност. Сето тоа длабоко му се вселува во неговата душа, тој станува ранлив. Затоа е многу битно каде живее, со кого живее. Обично им одговара места покрај вода. И тоа им се препорачува прошетки покрај вода, опуштеност, да не држат се во себе си, да се ослободат од тој чемер, да се свати дека некогаш и човекот мора да помине низ подими падови, дека тие некои падови треба нешто да ги научат раковите. Затоа што тој оди 2 напред, 1 назад. Таа е добрата варијанта. Лошата варијанта 2 назад, 1 напред. Тога значи стагнираме, се уназадуваме, го губиме силата. Но во секој поглед, еве, например, еден лав може би сака да се реализира во кариерата, во статусот, да го истекне своето его. И ракот некогаш има некој его, знае да го наметне, но за него е многу побитно што се случува во домот, во семејството, не толку во јавноста, не толку во надворешноста. И ракови кои ќе се најдат меѓу себе си во љубовна врска, например, двајца ракови, тие знаат многу повеќе да си бидат присутни во домот, во семејството. Не им е потребно толку многу излегувањето, не знам какви забави, не знам какви се експонирања, бидејќи се зодијачки знак на таа интима. Но гледате, таа интима може да биде повредена. Понекогаш се ја повредуваат и самите себе си со автосугестија која не е добра. Не можам, слаб сум, не ги постигнувам резултатите. И кај нив има големо ниво на грижа на совест. Значи, гледате, у животот имаме борби, имаме искушенија, имаме тешкоти. Овено ќе се фати во
костец со тие непријатности. Тоа е адреналински знак. Мора да има возбуда. Ракот ќе се преоптовари затоа што нешто направил и затоа што нешто му се случило. И живее со минато, живее со болка, живее со страдање. И живее со тоа зашто јас дозволив тоа да ми се случи. И еве ви грижа на совест, еве ви чувство на вина. И тоа чувство на вина, во тој случај нив ги разнебитува. А кај нив е многу битно какви се на емоционален план, нели, психосоматски. Да. Како размислувам, како се чувствувам. И се гледат, ако ракот не се чувствува убаво, ако има некој страв, ако има некоја блокада, ако има некоја емоционална болка, како тоа му се одразува на психофизички план, на ниво на тело? Тогаш што ракот станува подложен на болести. Инфективни проблематики, неретко има проблеми со желудникот, проблеми со абдоменот, проблеми со 12-палочно црево, проблеми со панкреас потенцијално, проблеми кои произлегуваат неретко психосоматска основа. Значи не се сварени нештата, не се ослободени, ги чуваме во себе си. И затоа и некои па страдаат припаднички на понежен пол заради тагата. Да. А родени му знакот на рак. Значи гледате, што треба да се справиме? Да не лепиме се, како прво прашање. Како второ, да внимаваме на тагата, на меланхолијата, ако таа ни се всели, ни создава несигурност, не разнебитува однатре, не сме витални, не сме среќни, не сме толку борбени да се спротиставуваме, ги потискаме работите, те излегуваат на површина како манифестација низ некоја неубава ситуација, болест или некоја слабост на организмот или некоја вознемиреност и така натака. Значи изнеси ги работите пред себе, разговарај. Например, близнакот се сеќа разговара и за тоа што треба и за тоа што не треба. Ракот гледате потежок е за говорот. Значи емотивна повреда ја чува во себе си, може никој да не ја знае. Ама таа длабоко во себе си работи и му создава разнебитување. И затоа гледате психосоматски му страдаат органите за варење. И белите дробови. И белите дробови кај близнаците се најголемата слабост, но и кај раковите. Но нервна оптовареност. Значи нервите се слаби. Слаби се кај близнаци, слаби се кај водолија, слаби се кај раковите, може би и кај стрелецот индиректно, но кај ракот се е тоа заради некои невозвратени емоции. Се замислите, денеска не можеме ни да се потвореме на луѓето. Може да добиеме удари, може во љубовта некој не изневерил, може би нешто ни кажал, може би не напуштил, може би X фактори се случиле. И тоа го погодува ракот, го чува во себе си. И гледате, не може да функционира. Прво минато, второ сентименталност, дури понекогаш има губитоци на блиски личности. Да речеме, се случило некој неубав настан во фамилијата. И сега ракот врзан со некоја личност која ја загубил, сентиментално размислува и тоа го блокира како да се движи кон иднината. Што треба да направи? Како број 1 да прифати. Че концепцијата на прифаќање е многу битна за ракот. Прифати го тоа врз кое не можеш да влиеш. Не можеш да влиеш врз минатото. Прифати го. Едноставно некои работи се случиле, судбината така сакала. И едноставно мораме ние да работиме на мигот на сегашноста. Но да работиме со емоции. Сега, кога сме на поле на емоции, кои се многу силни кај ракот, покрај прошетката покрај вода, покрај присуството во натуралната вибрација, планина, шума, ливада, многу е битно да се пуштаат музика. Happiness фреквенци, музика која релаксира, која опушта, зашто ракот е зодиачки знак на кого му влијаат вибрациите. И се гледате во една просторија напнати луѓе, нервозни луѓе. Може би овенот нема толку да се вознемери. Може лавот ќе најде некој решение. Може би вагата ќе научи нешто од другите. Но таа неубава енергија, тој енергетски вампиризам ќе го погоди ракот. Ракот ја впива туѓата енергија. Замислете ракот да оди каде што се болниците нон-стоп да оди, или диде кај што неубави настани се случиле. Да. Трагедии некои, или доди на гробиштата нон-стоп. И тој се оптоварува и поприма неубава енергија. И тоа му влија неговата емоција. Да. Значи не дека не треба да одат, ама многу се чувствителни, треба да работат на себе си, за да не ги поклопуваат енергетските состојби на другите или енергетските манифестации произлезени од некои настани. Значи, гледате, настани се случуваат. Ракот гледа дека некој повредува некого, ракот се повредува сам себе си емоционално, почнува да страда. Зашто тоа се случило? Зашто на децата тоа им се случило? Зашто некој не разбира? Зашто на работното место има таква состојба? Зашто овој ми прави мобинг или зашто некој колега, гледате каква судбина има во своето семејство? И ракот е примател.
Затоа покрај прифаќање, втора категорија е одврзување. Да. Или пуштање. Гледате сега. Машкото рак има едипов комплекс, што би се рекло, врзане за мајката. Да. Не може да функционира, преоптоваране заради настани поврзани со мајката. Да, да. Дури може да се ожени. Но мајката се уште му е во мислата како приоритет. И понекогаш сака од жената ја направи мајка, што не оди. Жената ако сака да излезе од таа матрица, да рече чекај, јас не можам да ти бидам како мајка, јас сум ти тебе партнерка. Ние сакаме да бидеме во соодветно ниво поврзани. Каде што ќе има разбирање, а некај што ќе има подреденост и некај што има чувство на жртва. Па оваа партнерката ностоп да му ги надополнува слабостите на овој кој што има едипов комплекс. Тој случај немаме природна ситуација. А зашто имаме таква ситуација? Заради неодврзување. Па попчинаца врвца не е скината помеѓу мајката и машкото рак. Не сите машки ракови, но добар дел го имаат овој проблем. Премногу фокусирани на мајчинската енергија, која бараат несвесно да биде проектирана или доживеана или согледана оваму каде што се во партнерство. И затоа неретко раковите бираат и позрели, повозрастни партнерки. Сега не мора тука годините да бидат во преден план, но партнерка која е подлабока, посериозна, позаштитничко ориентирана, која ќе му надополни на овој некој работи. И затоа се вика мажот рак, стави го во домот во семејството, тука нека се движи, тука нека биде сигурен, тука нарани го, напи го, тука даде му комодитет и ти си на чисто. Да. Ама понекогаш треба иницијатива, треба борбеност, треба спротивставување на непријатности, треба соочување со иднината, треба справување со минатото, треба ред фактори и некогаш раковите имаат малодушност и паѓаат. За не сите, ама овој некој понизок карактерен тип на рак го има тој проблем на врзаност. Да. Па тоа врзаност и за настани и за личности кои ги загубиле на некогаш, понекогаш. За нештата. Гледате, па од другата страна жените ракови го имаат тој страф од напуштање. Да. Проектира дека партнерот може да ги напушти. Проектира дека може да ги изневери. Проектира дека може би има некој проблем. Плюс се интуитивни, понекогаш ги чувствуваат работите, но кога најчесто некој има страф од напуштање, несвесно го тера саме да напушти. Тоа живее со таа матрица. Затоа се вели еден голем проблем кој ракот го има е не прави промени. Да. Треба да биде склон малку да менува матрици. Матрица од детството, од семејството, може матрица на страф. Некој од родителите живеел со страф, страф од болести, страф од немаштија, страф од неуспех, страф од ред фактори, страф дали ќе имаме успешна екзистенција, страф за децата и се гледате родителот страф му го вметнува тоа на ракот. Ракот го доживува тој страф несвесен дека тоа е трансгенерацијска траума, дека треба да работи на стравот, дека стравот има некоја причина или некоја, би рекол, состојба која што произлегува од минатото, од неослободена. И тогаш овој трепери и има проблеми, да речеме, неретко со спиењето. А знаете, неспиењето може да биде заради замор, заради многу размислување, може заради емоционална дисфункционалност, може би заради неприфаќање. Значи, тоа е уште една точка на која ракот треба да внимава. Прво, гучевме да прифати она што не може да го промени. Второ, да се одврзи или да пушта. Значи, некој партнер кој не е за нив, кој ги измачува или со кој не може да најдете разбирање. Па пушти го бе партнерот. Да. Не сака, не те почитува, не те респектира, емоционално тонеш, не се чувствува среќна. Не се секири, два напред, еден назад. Да. Пушти го партнерот, одврзи се. Па одиш два напред, па се малку назад, ама пак два напред ќе одиш. Че ракот мора да верува промени. Да. Значи, он не ги прави промените. А прво промената е во себе си. И второ, треба да има само прифаќање. Значи, ако ракот не се само прифати, а неретко и родителите им го прават на раковите тоа, со тоа што понекогаш премногу бараат од овие ракови кои се малку поранливи и понесе иницијативни. И тогаш ракот може да дојде во комплекс на пониска вредност. Да се себе обвинува зашто не е онако како што другите зацртале да биде. Па ти не можеш да си онако како што другите очекуваат да бидеш. Ти биди онако како што ти сакаш од себе си да бидеш. Во кој поглед? Внимавај на пороци. Не дозволувај секој да ти се вметне во интимата. Заштити се себе си од недобронамерници и негативци. Најмногу си подложен енергетски вампиризам. Внимавај на енергетските вампири. Имај цел, визија. Не трчаш брзо, но сигурно се движиш. Што ако си близнаци, па брзо истрчаш?
Потоа гради една семена клетка. Кај ракот е многу битно каква е состојбата во семејството. Многу е битно и каде спијат, пази. Да. Подземните води тие, па електромагнетни влијанија ги изместуваат. Може рак да отиде, например, некаде во странство и да се чувствува непријатно, бидејќи нешто не му штима во полето на домот. Да. Подложен на неубава вибрација, се му се лепи. Затоа е многу битно домот да им биде чист, уреден, среден, да се ослободуваат од стари нефункционални предмети. Не да ги трупаат, не да имаат неред во својата непосредна околина, неалиштата да им бидат расфрлани. Облека на секаде е ставена, кај рак тоа не треба да биде. Да немаат куј знае што набутано под креветите. Ослободуваат, тоа е се манифестација по фенг шуј на некоја несредена состојба на умот. Да, неред. Па неред, чистота. Сега, жените ракови треба да внимаваат и на репродуктивните органи. Треба внимаваат и на градите. Пак ќе се вратам назад. Прво, потиснат гнев. Повреден рак не го искажува кон надвор, го потиска во себе. Создава немир. Создава деструкција на дел од телото. Тага, неразрешена, меланхоличен, ранлив, не знае да се справи, живее тажно. Стрес. Раковите се подложи на стресови. Зашто? Затоа што налетуваат на разни лица, затоа што гледаат, забележуваат, затоа што се емпати. Тој што е емпат, него се му се лепи. Да. Значи ракот мора потитно да се зацврсти. Мора да стане со тој оклопот малку по силен, што се вели. Да. Затоа за да тотално не се пропадне, ракот ги става оклопите и потоа некој се изненадува, ќе рече како бе ракот се промени, како го имав претходно на услуга, ностоп му се јавував, ностоп ми претрошуваше, ностоп 10 услуги ми правеше, еве го сега се смени. Па и ракот има душа. Па и тој еден ден треба да застане и он треба да рече, а чекај сега, колку другите за мене се интересираат. Или ја трчам за сите, ги сослушувам, им помагам, им давам, ги упатувам и на крај немам енергијата. Значи гледате, што се случува со енергијата, кон што е насочена емоцијата. Клучни аспекти на ракот. Чува енергијата, надополни енергијата. Природа се нелело читање, музика, опуштеност. Оваа книга Моктеа на умот, Моктеа на срцето, идеална за ракот. Зашто е идеално? Затоа што срцето е најприсутно кај ракот и кај рибите. Затоа што емоцијата ги разнебитува или емоцијата ги подига. Значи, гледај каде ја насочуваш емоцијата, види колку е мокта на емоцијата, види колку е мокта на срцето. Може, токму срцето ќе ти даде една убава состојба на духот. А зашто? Затоа што си во љубов. Затоа гледате, љубовта треба да оди кон внатре. Не љубовта да оди кон надвор. Да. Прво оди кон внатре, јас себе си се прифатам, јас себе си се засакам, јас себе си се подигнам, јас себе си се подхранам. Тогаш ја можеме да се дадам на другите. Ако ние само се даваме на другите, а потоа ќе нема за нас. И ние паѓаме. Но понекогаш и раковите низ поглед на Моктеа на умот, бидејќи умот исто така им е јак. Они многу памтат. Значи, едни од знаците заедно се јарците, кои што многу памтат. Девицата памти детали, а овие памтат се и се што. И тогаш со толку многу размислување, тие може потешко да заспиваат. Че гледате ракот кој ќе почне да ги врти работите, зашто се случи, од каде се случи, од каде тоа, зашто тука има стагнација, зашто така ме погледна, зашто така ми рече, зашто јас така го направив, зашто јас тоа го дозволив, зашто јас во тоа влегов. Кој ќе го смири умот? Затоа треба да работи на Моктеа на умот. Моктеа на умот е прво информација која е афирмативна, а не песимистичка. Има кај ракот една црта која е малку инклинира кон црно гледање на нештата, црно сценарио. И оптоварени, болеста, некоја дошло, боли некој дел од телото ради X фактори. Па можеби временските услови, они се најподложи на климат. Да. Не е исто ракот во медитеранска клима и вамо во Скандинавија. Се му влие, се му се лепи. Но понекогаш нешто доживува, некоја криза, а мора да доживее, бидејќи се тече, се семенува, планетите се циркулираат, има некојаш неубави транзити и овој паѓа со духот. Од друга страна, многу е битно колку е се преврзани со семејството и со блиските. Они мора да имаат потпора. Значи, гледате, еден овен, еден лав се доволни сами на себе. На лавот му треба публика, а овен одвели, јас сум главниот, ја ги водам нештата. На ракот му се потребни другите. Ракот треба да се реализира низ призма на мајчинство, да речеме. Или треба да има блиски на кои ќе се потпре, со кои ќе дискутира, со кои ќе комуницира. Не е добро ако ракот тотално се изолира. Да. Но понекогаш треба да се посвети на себе. Но гледате сега, емоцијата ме разнебитува, ме разјадува, ми создава немир, ја не ја искажувам, таа мене ме напаѓа. Па искажи ја. Ако треба, најди стручни лица, разговарај,
сподели ги емоциите, види зашто така те мачи, ама треба да внимаваат понекогаш и они да не ги бомбардираат со другите, со своите стравови и со своите црни сценарии. Што понекогаш може и они да претераат, барајќи го помошта и спасот, па да претераат со согледби дека толку е лошо и страшно. Абе, колку и да е лошо страшно, ти одиш 2 напред, 1 назад. Тоа назад ти вика дека е страшно. Ама овие 2 напред те движат нагоре. На крајот, со 2 чекори напред, ние не гледаме нова панорама, нова состојба во животот, нови околности. Затоа реков промени. Промени и програмирање. Сега зашто програмирање? Што ракот е најпрограмиран од детството, семејството, од родителите. Какви биле родителите, што се случувало, какви услови имало во семејството, се му се лепи на рак. И овој треба се репрограмира. Зашто гледате, кажав програм на стравот, наследен од родители, или програм на тагата. Родители тажни, нешто се случило, ракот се соочува со таа матрица. Може да биде програм на стресот. Константно живот во стрес. Па кога ракот ќе одмори? Ќе се опушти. И кај раковите мајки е многу битно, или оние што сакаат да бидат мајки, да бидат во мир со себе, да бидат урамнотежени, да бидат хармонизирани во периодот на зачнување, носење на бебето и раѓање на плодот, фактички. Во првите денови, да. Мора да бидат, они нив се лепи. Плюс да мислите дете рак. Дете рак кој треба да се роди рак, тоа пиваче на сите енергетски вибрации произлезени од мајката. Се му се вселува. Да. Па мајката живее во страв, во стегнатост, во блокада, не знае што со партерот, не знае што со себе си, стравува за бебето кој се уште не е родено, бебето е примател. И бебето потоа кога ќе се роди е поподложено на некои слабости. Да. Имунитетот му е послаб. Нема позадина, а всушност има јака позадина. Тоа е трансгенерацијската траума, каде што кај ракот се пренесува. Може од некој предок, некоја баба, прабаба, па нешто се случило, па некаде имало некоја болка, страдање, па некаде тоа отишло, некој да го изживее, проживее и да го ичисти. Најчесто раковите. Затоа раковите мора да работат на себе. Гледате светов како стана суров. Значи едноставно те газат работите. Ракот е тој кој што па и го пробива патиштата, затоа што он е кардинален зодијачки знак. Не кажавме, он е под влијание на месечината. Да. А месечината е најпроменлива и знаете има полна и млада месечина. Во период на полна месечина може и емоциите да им се разбуктаат, да се отворат, да доживеат страст, флуид, енергија, нешто во нив да почне да работи. Но кога доаѓа млада месечина, стануваат меланхолични, некојаш и подложни на депресија. Има ракови кои може да влезат во една таква матрица. Гледате тоа оклопот, че влезеш во својот свет, тотално сакаш да се заштити, стануваш апатичен и ништо не те продвижува. Што рековме да ги продвижи? Цел, смисла и љубов. Љубовта, семејството, блиските. И ракот мора да размислува и за другите понекогаш. Како што размислува дека некогаш ако он паднал, ако се изместил, ако е влегол во оклопот, треба да размисли дека таквата негова состојба несвесно се пренесува на другите и другите блиските околу него може да страдаат. А што не е само ракот што страда заради проблемите на блиските. Ракот ако падне и не зрачи убаво, а другите навикнати на неговата убава енергија, тогаш автоматски и тие се изместуваат, се дисхармонизираат. И затоа гледате, клетката на семејството е зависна од сите кон сите. Родителот што прави, како се чувствува, каква манифестација, каква енергија го фаќа ракот или децава. Децата како се чувствуваат, а се ракови, колку се паднати ги фаќа родителите, па родителите се изместуваат. И кој ќе видиш врзан круг. Што е решението? Молитва. Може да бидат поврзани со космосот, со Бога. И му успева ако доволно веруваат. Природа зеленило обавезно. Да. Пиење чаеви. Детоксикација на умот и на мислите, читање книги, личен развој, популарна психологија, музика, филмови. И тоа може. Другарување со добродамерници кои нема да критикуваат, да заморуваат. Помалку социјални мрежи, бидејќи се и се што таму можеш да налеташ. Помалку информатичка технологија и рит аспекти произлезени од тоа информацијско ѓубре. Кај што замислете ракот му трупаш само. Информација не може да ги процесуира. Близнакот може да ги процесуира. Близнакот така функционира и водолијата. Да. Водолијата е со интернетот. Водолијата е со технологијата. Она е со напреднот. Таа може да се снајде под влијание на Уран. Да. Ама ракот е под влијание на месечина. Месечината што е? Чувствата. Гледате една месечина која се движи па влие на ракот. Полна млада месечина па му создава. Млада месечина му ги
оптоварува емоциите, го врзува со минатото. И гледате ова што го зборувавме. Имаш многу стеги од минатото. Имаш неразрешени потиснати, изнеси ги пред себе си, разреши ги. И ракот, најконзервативен е јарецот, но и ракот нека треба да се отвори, да не биде крут. Да. Значи, отвори се онамо кај што треба, затвори се онамо кај што си подсакана. Што бара тоа? Рацио. Значи, гледате, ако големите емоции се предност, големите емоции се и слабост. Да. Кој е решението за големите емоции? Рациото да се појача. Рациото да се појача. Така е, Јордан. Ако не го појачаш рациото, како ќе напредуваш овој суров свет? Кажи ми ти мене, како ние се спротиставиме на напливот на секакви неубави вибрации. Гледаш од сите страни неправди. На ракот му се лепат неправдите. Партнер нешто направил, создал, му кажал, овој си ги налепил на себе емоциите. Плюс доживува неправди. Видите, раковите се малку поприступачни од една страна, кога веруваат и идеализираат. Рибата најмногу идеализира, после неа и ракот е идеализира. И овој сега премногу верува во луѓето. Но гледај сега ова колку е контрадикторно. Зборевме ракот со силните емоции. Точно. Дали писателите треба да имаат силни емоции? Па поетите да сега зависи кој стил пишува, дали се романи, дали на моменти мора да имаат, меѓутоа мора да има и рационалност во книгите. Па гледај сега, ма како ти ќе напишеш голема книга без јака емоција? Знаеш ли кои биле најголемите писатели, а родени во знакот на рак? Херман Хесе. Сидарта што ја напишал, Демијан, Бајрон, мислам, поетот е во рак. Так. Значи гледаш Хесе, Кафка. Да, Неруда, Значи Пабло што Неруда. анализирал, така е. Да. Марсел Пруст, Хемингвеј, емотивно пишува, гледаш како се спротивса, кога бијат камбаните и не само тоа. Старецот и морето. Да. Значи, ред аспекти кои што овие ги проживуваат во себе, ги пренесуваат на хартија. Гледај само овие колку јаки мокни се. Тебиси, композитор. Значи, исто така. Сликари. Шагал. Знаеш дека Модилјани сликарот, одлично, тој бил многу емотивен, ранлив. Се приклонил кон хохолот, ама многу си ја сакал партнерката, имал и дете, ама нешто не издржал. Да. Боем. Кај раковите има боенство. Седнување, кафана, опуштеност, релаксација, прибирање луѓе во домот. Да. Ракот и водолијата сите ќе ги приберат. Да. Значи кај ќе стигне кај ракот и ги гостат, ги тинтрат и кој ќе утре снемаат пари, овие никој не ги познава. И ракот ќе рече, леле, како јас тоа не бев свесен. Па затоа што идеше со емоциите, мислеше дека сите се како што си ти. Па луѓето се поразлични. Но еве гледате, луѓе со силна емоција. Каде што се карактеризира нивната, би рекол, способност да дадат. Јул Бринер, еве, од глумците тие. Да. Исто така, многу интересен. Том Хенкс, Силвестер Сталоне. Еве, Сталоне, каков лик? Том Круз. Том Круз исто така. Сталоне успеал, тој имал тешкоти и во детството. Тој не можел да се снајде. Тој вели, ја одев се бањав, облечен. Колку и аблеката да може да се испере. Одел чистил кафези на лавови. Разнесол пица. И глумел во некои нискобуџетни порнографски филмови. Да. И рекол, морам да успеам, со што располагам? Со талент за пишување. Седнал го напишал сценариото за Роки. Го понудил. Му дале некоја смешна пара. Рекол не. Пак тие се појавиле. Му рекле се ќе ти даме повеќе пари. Повторно не се согласил. И на крај третиот пат, кога му дале многу повисоко, рекол, да, ама потустов јас да играм. И Сталоне што кажал? Рекол, ова е единствената шанса. Таа шанса мене ме вади од дупката. Го продал дури своето куче, потоа отишол да го откупи дупло, од кога станал успешен. Да. Но поентата е, бил врзан со мајката и верувал во себе си. И го искористил талентот. И рекол, 2 напред, 1 назад. Одев назад, се овие 2 напред. Под услов јас да играм во филмот Роки. И така играше, стана звезда и филмот доби Оскар за сценарио. Еве, значи, кој тоа може да го постигне? Да. Еве и принцезата Дијана ќе ти кажам, но и да ти кажам, не знам колку знаеш, председателот на Европски универзитет. Бој Андреевски. Бој Андреевски, роден во знакот на рак. Да. Значи, цела фамилија, сите блиски ги има собрано. Работа, ангажираност, труд, волја, поврзано со својата сопруга, прекрасна личност, Елица Андреевска. Да, точно ја знам. И она под раковско влијание, без разлика на знакот. Значи, човек кој што успел, гледате како, 2 напред, иако имало потешкоти во животот, борби, додека се успее, додека се прогура, ама си има цел, си има визија, си има смисла. Гледате како Сталоне.
Значи, верувам во себе, верувам дека ќе си прв приватен Европски, универзитет, да. Европскиот универзитет. Значи, тие се големи личности кои што успеваат да се одлечкаат од оклопот, да постигнат. Една од нив е принцезата Дијана, уште ова ќе ти го кажам, па ќе ти дадам нешто за болестите, ствари добар дел ти кажав, евентуално за професија, па ти можеш да заокружиш со местата каде што ракот И влие. кристали. Да. Да, спомнам. Принцезата Дијана родена во знакот на рак. Да. Жаклина Кенеди, неа ќе ја земам како паралела, родена во знакот на лав. Знаеш која е разлика? Ова е за аристократија, ова е да биде првата дама, а ова е за интима, за семејство, за дом. И влегува во кралско семејство, кај што има ригидност, крутост, кај што емоцијата не се цени, кај што принцот Чарлс инклинирал на страна кон таа Камила Паркер, Да. кој не бил верен. И оваа патела за љубов, патела за емоција, патела за поврзаност. Од една страна мајчински емоции за своите деца, а од друга страна борбата за сосената љубов. Не можејќи да се справи со сето тоа. Инклинирала кон булимија, прејадување со колачи сладки, а тоа е ради психолошка некоја состојба на духот. Но факторот кралско семејство, аристократија, виденост не му помага на ракот. Него му помага топлата емоција, поврзаноста, прегратката, близината и искреноста. Човечно. Затоа на својата љубов која имаше длабоко у себе си, кон што ја насочи? Кон целиот свет, кон децата кои страдале. Работеше у тури во градинка, Босна. мислам, нешто. Така имаше нека. Значи, деца кои страдале од тие нагазни мини, од лудаците што ги поставувале на времето. И она барала начин како да се најде решение за гладта, за болеста, за слабоста, за сето на кое што го напаѓа малиот обичен човек. Значи, личност со силна емоционална подлога. Сега ова што ти кажав, ќе прочиташ ти секако Холандија е под знакот на рак и најкарактеристичен и Алжир, но најкарактеристичен е градот Њујорк и Венеција. Сите градови што се на вода Да. се под влијание на ракот. Амстердам. Да. А иначе од професии добри се како воспитувачи. Да. Значи одлични се. Добри се во градинари, ги сакаат свеќињата. Добри се како готвачи кулинари. Добри се во музиката, сликарството. Да, сликарство. Музика, Но... имаат еден таков врвен талент. Значи знаат да се искажат онамо кај што треба креативност. Потоа добри се како фотографи. Да. Добри се ги има некои кои што се одлични работници со недвижности. Може во архитектурата, се што е врзано со домот, интериерот. Да, да, да. Значи естетиката исто така добар дел од влијанието на ракот. Добри се и како психолози, ама подобри се девиците. Точно. Значи, како и да ги земеш, знаеш ли кој бил рак, колку за на крај да ти кажам? Никола Тесла. Никола Тесла е рак. Знаеш дека имал интимен живот, повлечен живот, бил поврзан со гулабите. Да. Но гледате, ракот не инклинирал кон богатство, не инклинирал кон моќ, не инклинирал кон слава, инклинирал кон работа, Да. кон поставување на цели кои ќе бидат за добродетел на човештвото. Значи еден таков врвен рак. Секако има и тука некои други ракови, ти кажа дека ќе ги кажеш овие помладиве, па Па да, од помладите, Софија Вергара исто така рак, Памела Андерсон од женските, Селена Гомес, Клои Кардашјан, од мажите ги кажавме Том Круз, Том Хенкс, Робин Вилиамс, Крис Прат од Guardians of the Galaxy глумецот, Никол Шецингер и така натаму. Ги има значи повеќе познати личности. Исто така за крај само би сакал да кажам кои кристали соодветствуваат на хороскопскиот знак на ракот, бидејќи тоа е под влијание на месечината, како сателит, меѓутоа се смета во астрологијата дека е тоа планета месечината. Највлијателен знак е Moonstone, односно на македонски месечевиот камен, кој што е сличен еве на горскиот кристал, само така некоја кремаста светлуцкава боја има, и тој ја изедначува женската енергија во машкото тело, кај жените најверојатно машката енергија, други кристали се зелениот авентурин, розевиот кварц, опалот, бисерот исто така е многу значаен за родените во знакот на рак и така натаму. И за самиот крај, драги гледачи, сите знаеме дека сакате да посетувате дестинации, поготово да патувате ова лето, така да ќе прочитаме кои дестинации се најдобри да ги посетат родените во хороскопскиот знак на ракот. од книгата Од книгата Астролошки записи на професорот доктор Зоран Крстевски, астрологот, точно. Вели вака: рак, земјите и градовите кои се покрај вода се под доминација на знакот рак. Тоа се Бразил, Нов Зеланд, Шкотска, Алжир, Тунис,
Исланд, како студена земја меѓутоа остров покрај вода, и Холандија, како главен представник, односно градовите Инстанбул или Цариград, Солун, Малме, Амстердам, Стокхолм, Манчестер, Милано, Дженова, Венеција, Њујорк, градовите на вода и со многу влага. Професоре, дали може за самиот крај така некоја забелешка, порака за кратка за... Па, првата порака е да се сакаат себе си, да се почитуваат себе си, да сватат дека животот е исполнет со подеми падови, дека кај ракото е нужно присутно, но ако веруваат во себе си, својата таа духовна подготвеност, знаат да се справат со сите искушенија. Значи, да не се чувствуваат жртви на лица, настани и околности кои не ги заслужуваат. Туку да фаворизираат мислата. Кој не ме сака, не ме ни заслужува. Ќе се сакам себе си во прва основа, а преку сакањето на самиот себе си ќе знам и кој како се поставува кон мене самиот. Благодарам, професоре. Драги гледачи, тоа беше емисијата, подкастот Поточно, посветен за родените во хороскопскиот знак на рак. Се гледаме во следната емисија. Ви благодарам за вашето внимание и пријатно.